Почитувани гледачи, добре дојдовте во ова специјално издание на Ексклузив. Специјално издание вечерва со причина. Вечерва празнуваме една година Еден ТВ. Вечерва можеме да се пофалиме дека е првиот роден ден на Еден ТВ. Една година, 365 дена, 12 месеци можевте во нашата емисија да видите политичари, спортисти, музичари, секаков вид на артисти. А нивни домаќини бевме токму ние. Се појавивме во времето кога македонската естрадна сцена немаше простор ниту пак место во телевизискиот етер. Добро знаете, вам ви е добро познато дека такви емисии постоја од таков карактер, меѓутоа и постоја емисии кои што промовира, едуцира и креира јавно мислење. Потикнати и мотивирани да ве допреме до македонското естрадно небо, го создадовме Ексклузив и токму од тука започна приказната. Можеме да се пофалиме дека направивме репортажи за почит, откривме приказни кои не успеа никој да ги открие. Но за се тоа што го гледате екранизирано да биде како што треба, работеа 5 луѓе, за да вие да бидете информирани на време. 5 луѓе: Николина Славковска, Стефан Лазаров, Зоран Василевски, Кристина Весич и нашиот уредник Васко Спасовски. Нашиот прв гостин во ова специјално роденденско издание на Ексклузив ќе биде токму нашиот одговорен уредник Васко Спасовски, со кого ќе поразговараме за годината која ни измина. Но за тоа, накратко ќе одиме со промо и се враќаме во студиото. Се враќаме назад во студиото на ова специјално роденденско издание на Ексклузив. Како што и претходно најавивме, денеска го започнуваме ова издание со нашиот одговорен уредник Васко Спасовски, кој што е заложен за содржината во Ексклузив. Денеска празнуваме една година Еден ТВ, една година со македонскиот шоу бизнис. Најпрво, добри дојде. Добре ве најдов, Стефан Николина. Да ги поздравиме гледачите, да ги поздравам и јас лично од моје име. Васко, си честитаме прво една година. Така е. За една година докажавме дека сме релевантна емисија во која сакаат сите да гостуваат. Точно. И не почитуваат. Како главен уредник не само на забавна емисија, туку и на забавна редакција, сакам да те прашам, која е твојата одговорност? Одговорноста е голема. Луѓето иако мислат дека нели забавен формат е така едноставен, јас и вие сами знаете колку ние не се мачиме, туку напорно работиме и знаете нашата естрада и не е толку нели сјајна, обемна за да имаме ние постојано нели интересни содржини, некогаш знаеме нели да бидеме и најдобри, некогаш се случува нели и да не оди се онака како што ние ќе замислиме, не по наша вина, можеби затоа што немаме толку многу материјал. Меѓутоа еве за една година успеавме да покажеме, да поставиме некои стандарди кои што сметам дека за толку кратко време на никому не му успеа. При тој добивме награда како најестраден магазин за само една година. Така, на стори наградите добивме награди, точно. Така и со силна волја, желба можеме да ги потикнеме нашите македонски пејачи да бидат што поактивни на македонската музичка естрада. Така, ние постоиме за нив. Така. Ние постоиме за нив. Меѓутоа да се навратиме на темата Ексклузив. Сите знаеме како сме дојдени тука во овој тим, ние сме твој тим, меѓутоа кој е рецептот да се има квалитетен кадар, да овој твој тим кој ќе создава квалитетни содржини во Ексклузив? Знаете како? Рецепт. Не постои некој посебен рецепт, бидејќи за жал на ова тло во Македонија не постојат па и многу млади луѓе новинари кои што сакаат да се занимаваат со естрадно новинарство. Така да ако треба да кажам како ве одбрав вас, можеби ќе треба да зборам многу долго. Дали си задоволен од тимот? Апсолутно да. Апсолутно. Тимот ќе се проширува и понатака. Значи ние сакаме да станеме уште да бидеме уште поголема бројка, да донесеме и нови луѓе, да донесеме свежина и така, Васко, верувам дека навистина е јасно која е нашата мисија, но јас сакам да те прашам која е нашата крајна цел? Нашата крајна цел е да ги поттикнеме, да ги мотивираме нашите познати личности, музичари, пејачи, актери, спортисти, да ги натераме да се отворат пред нивната публика и нели освен за музиката и за песните, спотовите, да ги натераме да кажат и нешто повеќе од тоа. Значи да бидат поискрени, поотворени со нивната публика. Ние сме мостот помеѓу публиката
и самите изведувачи артисти. Одлично кажан уредниче. Васко, овдека твојот дел навистина ќе ти заблагодариме што беше дел од ова специјално роденденско издание. Верувам дека и нашите гледачи беа доволно информирани во однос на тоа која беше улогата на главниот, односно одговорниот уредник Васко Спасовски во однос на емисијата Ексклузив. А сега ќе направиме една кратка музичка пауза. Можеме да се опуштиме со нашата прекрасна Анета Молика и да уживаме. Добро вечер и на тебе. Добро вечер. Подоцна ќе поразговараме, ќе оставиме да уживаме во твоите Прво звуци. да запееме. Прво да запееме. Може. Анета, ти благодариме на оваа прекрасна изведба. Малку подоцна со тебе ќе разговараме. Вас ќе ви ветиме дека овој час ќе уживате во навистина убави песни заедно со групата Академци. Еден аплауз и за нив. Јас мислам дека треба. Ќе уживаме со нив. Како што можете да видите, со мене е мојата колешка Кристина Весич, која што ќе разговара заедно со мене со нашиот нов гостин, верувам на сите омилен. Горан или инспектор Томе? Или инспектор Томе. Директно од Преспа. Од каде? Од Преспа. Што е бри? Да не пишеме казни. Казни се напишани за да испроведат. Немајте сега одмак А, казни. не. Како? Како?
Вие прво да се вели среќен роден ден да вие. Така. Фала. Да не пишеме ние казна. Не ме да те пита нешто друго. Ајде. Вака да си битам природен, нормален или може да глума озбилен? Не може. Како сакате? Не. Не, Како никако. што треба да не, се- никако. Природно? Казни Да. да немат. Добро. Ќе се договориме, ќе направиме нешто. Ај се кладиме 500 евра, не ви пиша казна. Готово. Може. Како си? Уво да ти кажа, уво. По Убаво, патиште се. директно, ме свикавте, а? така. Ама че се оде ме гледа на телевизор, Па те не? гледа. Да, те да, гледа, да. те гледа. Кажи ми ти на мене, како гледач, што сакаш најмногу да видиш на екраните? Поточно, што сакаш најмногу да видиш на еден ТВ? На телевизија, На што телевизија. сака најмногу да гледа. телевизија, А, сака да си гледа забавни емисии што се велат. Женски да видиш, ува што се. Значи гледаш Томе. ексклузив. И вести си сака ја. Си гледа вести ја, да видиш што има, да си информисан во светот, што има, како има. Си гледа. Колку често значи за вас поддршката од телевизија? При тоа Преспав навистина се докажа како одлична серија. Да. Колку значи поддршката телевизиска? Исклучително. Од проста причина. Има еден сериозен момент каде што луѓето кога влегуваат да направат некаков проект и размислуваат за тоа, колку ќе се заработи. Не, се работи тимски, се работи за уживање. Видиш го глума озбилен. Не знам како треба да се навикнеме сега. Колку Ќе сакаш се да видиш? навикнеме полека, него ние да не пишуваме казни да отпееме нешто. Знам дека добро Ќе пеете. ни отпееш ли сега? Што да отпеа бре, кај Нешто Некоја мораш да ни македонско, Милена. откриеш. А? Вака за своја душа што пеете, инспектор Томе? Кај мене иде сега. Нешто Зашто мора. ви Имаме и работи ние не малку само- инсайдерски информации Не дека завршавате. добри сте во Одлично таа пееш. работа. Знаеш како пее убаво? Да ми е снибено прво, вака го пуста ко гаврам. А може ли да слушате? Сега гледачите Нешто. верувам дека сакаат. Што може? Нешто, било Како што. за роден ден вака, Со ете таа вакви е нашата музичари било желба. што ќе биде добро. Што бре? А? Инспекторе, да не пишувам казна. Ама две реплики саде. Ајде. Среќен роден ден. Среќен роден ден ви пожелува, кога си крај мене, песна да ми пееш. Готово. Толку? Аплауз, инспектор Томе. И тоа е доволно. Инспектор Томе, ќе ви се заблагодариме и на вас за ова кратко гостување. Имаме навистина многу гости, многу голема програма Ме спремено. интересира ни излегва да ја сега. А верувам Можете дека да вие се си имате серете, работа. Можете да си се работи. Службите не спијат. Службите не спијат, Претпоставувам. казна не добивме, тоа е супер. Тоа е супер. Слушате се? Да. По краткиот джингл останете вие со нас, имаме две многу убави гостинки. Ви благодариме, инспектор Томе. Фала. Назад во ова специјално роденденско издание на Ексклузив. Овој пат, Стефан, ќе бидеш во друштво на три дами. Покрај мене тука Чест се... ми е. Да, прекрасните Анита Молика и Нена Дејан. Како сте, дами? Одлично, добро вечер. Анита, ти имаше чест да ја отвориш оваа роденденска забава на Ексклузив. задоволство ми беше, да. Ти благодарам, уживавме, задоволството беше наше. Нина Дејан, ние без малку пред некоја недела се видовме. Сега си веќе за прв пат во нашето студио. Како се чувствуваш? Се чувствувам супер, среќен роден ден. Ти благодарам. Благодариме. Секој ден се осеќам супер, така и денеска. Што би им препорачале на гледачите на НТВ во овој момент? Па што би Јас, порачале јас, друго јас. освен Како Среќа. Како сакате? освен да гледате еден ТВ. Колку вие гледате еден ТВ? Гледаме. Колку ја користам секоја прилика, значи ретко сум дома, меѓутоа кога сум дома, ја користам таа прилика да гледам, бидејќи е забавна. Уште од самиот почеток кога дознав дека ќе се отвори нова телевизија, знаев дека тоа ќе биде нешто поинакво, нешто интересно и еве да искористам ова прилика на сите вас вработени со нормално на чело со сопственикот Боки, да ви честитам за една година постоење, една година Благодарам. успешна работа и ви посакувам да сте уште поуспешни, бидејќи ова е само еден почеток. Благодариме. Ти благодариме. И сложни, бидејќи тоа е сигурниот пат до успехот. Одиш ли во театар? Ретко. Ретко? Нина, ти одиш... Скоро да не одам. Ти, Нина, одиш Па секој јас ден. не сум по театарот. Не си по театарот. Јас одам секој ден скоро. Колку еве значи за театарот телевизиска поддршка?
Многу значи. Многу значи. Мислам дека треба повеќе да имаме емисии од таков тип, значи да се малку промовира театарот. Имам некои идеи кои што може би биле добри, например, лайв да иде од театар како се спремаат глумци, ама да Може би ќе збориме за Ќе зборуваме. Да, ќе збориме. Направи и тоа. Какви се коментарите за ексклузив кои ги слушате од чаршијата, да се кажат Вие пријателите? сте били дел од ексклузив. Што велат кога ќе го на мое изгледаат сите тоа? задоволство, да, па само позитивни критики, како што кажав, значи на самиот почеток нешто ново, нешто интересно. Им се допаѓа. Значи тоа од една страна мислам дека уште е побаво затоа што се работи за, еве, ќе кажам, се навлегува во интимата на една позната личност, а еден обичен човек сака да знае приватноста, да ја знае. Токму така. Морам да признам, ние немаме проблем со вас кога станува збор за договарање, секогаш сте отворени за соработка. Секогаш. Колку тоа влие во вашата кариера, колку ние како ексклузив и еден таков формат ви недостасуваше на вас како артисти? Па еве, јас ќе кажам прво, значи секако позитивно влие, треба да се биде присутен на медиумите, треба луѓето почесто да не гледаат, а еве со тоа што вие бевте гости кај мене дома, ексклузив. Поминавме прекрасно, Одлично. супер домаќини сте, се надевам и ние сме овој пат добри. За мене испеа секогаш- француската песна која впрочем ќе испееш и на крај. Да, ќе имате Откривме на можност гледачите, да ја слушнете и таа песна. Моите врати се секогаш отворени за Так, вас. на момент ќе ве прекинам, вие гледачите веќе гледате на вашиот десен агол броеви, слободно можете да се јавите во живо, да ни честитате роден ден, можеби да Да посакате си прашате некоја нешто. песна да отворени ја сме. испее моментално Анета Молика, понатаму ќе имаме и други пејачи, пејачки, па доколку има гледач, слободно можеме да го Слободно вклучиме. може да го вклучиме. Не е тоа проблем. Дотогаш, Нина, тебе ќе те прашам, колку овој формат е важен за ваш како актори, бидејќи ние сме едни од ретките кои што навистина ја поддржуваме културата, сцената, театарот како таков. И за актерите. Мислам дека е интересно тоа што баш што кажа Анета, дека се кога се поставуваат поинакви прашања. Мислам, на интервјуа, јас сум приметила обично, до сега ме прашувале многу слични прашања, ама тогаш на тоа интервју си поминав супер затоа што имаше нешто поинакво и тоа така треба да Спонтано продолжи. и поприродно. Па да, поприродно и баш поинакви прашања, не нешто што може било кога било кој да го прочита или слушне. Хајде да видиме сега кого имаме на линија, со кого се слушаме. Ало, Добро вечер. Добро вечер. добро вечер. Во линија сум. Да, Секако. во ексклузив сте моментално на роденденската прослава на еден ТВ. Вака, прво нека ви е среќен роден ден, нека е на еден ТВ. Се јавувам од Германија. А што ви благодариме, во Германија се гледали еден ТВ. И тоа како? Професионално направена телевизија нема кај. Ви благодариме. Ги пратам сите телевизии, али како ова телевизија што е, малку возбуден сум, се извинувам. Нема проблем. Не е проблем Нема. и ние сме Денеска возбудени, ова е сите специјално возбудени, да. издание на ексклузив. Денеска ни е роден ден, да. Телевизијата ви е многу, многу прејака и за една година така направена и немам зборови. Господине, дали може би имате музичка желба? Кога веќе Анета Молика е тука, се може да се испее. Па ако може една македонска добра песна. Секако, секако. Ви Ви благодариме. благодариме, поздрав до Германија од студиото во Скопје. Анета, со што ќе ги поздравиме диаспората, слободно ќе кажам. Па, не знам што е спремено во режија, што и да биде, ќе биде. Нина, и тебе одлично. ќе ти се заблагодариме исто така за благодариме, ова Дами. кратко гоствување. Ти благодариме Хвала за што си поканата. дел од ова мини прослава. Анета, додека се подготвиш повторно додиме со джингл па да слушнеме Може. нешто Да. од тебе. Ви благодарам, Дами. Краток джингл. Останете. Makedonsko devojče, kitka šarena, vo gradina nabrana,
Браво, Анета, ти благодариме. Благодариме многу. И подоцна Навистина не беше повторно преубаво, разнолико и повторно ќе се видиме во ова специјално издание роденденско, особено на 1ТВ и ексклузив. А веднаш до нас, како што следува денешната програма, е Лидија Кучовска, глас кој што милува душа, ни добри не дојде. И глас кој што се растопи од претходниот глас. Ја обожавам Анета која пее. Ви благодарам многу. Добро ве најдов. Добро ни дојде и еве кога веќе отпеавме оваа македонска песна добро нам позната, навистина македонските девојчиња се најубави. Ќе те слушаме и тебе Па подоцна. се, кој ќе прашат има ли? Па има. Има, нормално. Навистина си Така е. повеќе од 2 децени на македонската јавна сцена. Од 3. 3 децени. 43 години Се имам, не се извинувам. кријат Се годините, извинувам. ке жените Се- се криеле се годините, извинувам. не е вистина. Така. Значи точно 3,5 децени сум на сцена. Се чувства ли промена од создавањето на 1ТВ? Во медиумскиот етер и во јавната македонска Се музичка чувствува сцена? нешто ново, се чувствува нешто свежо, се чувствува нешто интересно, нешто разнолико, но тек е прв роден ден и Так, сакам да кажам так, еве јавно так, среќен роден ден. так, те 1ТВ, благодариме. на вистина. Имав до сега само можност да учествувам кај Суза во емисија, значи Так. ова ми е втора емисија. Пата ми со колешката Кристина, нели имавте интервју за кај нас? Имав, И но ова кажам веќе- спорам општо гостување Така, во, во студио. во телевизија. Да, тоа беше во склоп на емисијата со Суза, уствари прилогот тоаш беше Така, снимен. се на се 3 пати гостување во 1ТВ, 2 пати во ексклузив, Трета среќа. трета слика ќе Да ги грмиме. подсетиме повторно гледачите дека телефонските линии се вклучени, можете во секој момент да ни се јавите, да поразговараме, да ни честитате и да посакате некоја музичка желба. А Лидија, каков е твојот став во однос на македонскиот шоу бизнес кај нас? Колку мислиш дека ексклузив допринесува во тој поглед? Искрено не сум имала многу можност да пратам разговори, да го пратам општо ексклузив, да ја пратам ексклузив како емисија, затоа што веројатно не се погодувам во тие термини. Дали имаме на линија некој моментално? Дали имаме гледач веќе да се обрати, можеби да честитам, воедно да постави прашање до нашата гостинка Лидија? Добро вечер. Добро вечер. Како е вашето име и од каде се јавувате? Јас сум Никола, се јавувам од Љубојно Песпа. Многу ни е драго што еве во оваа роденденска издание воедно на ексклузив се јавувате токму овде. Дали имате некакво прашање до нашата гостинка? Сакам да ви честитам најнапред роденденот. Благодариме. Ви благодариме. Сакам многу успех во работата и понатаму. Благодариме. Можеби, дали имате можеби некоја музичка желба, ако не сега ќе ви биде исполнета во текот на емисијата? Ако може Јано Јанике, Верувам дека таа ќе се исполни доколку е нели во интерес на времето предвидено за ова специјално роденденско издание на ексклузив. Јас би сакала да ви поставам вам прашање. Колку мислите дека е потребно да постои ваков формат како што е ексклузив за да се пробуди свеста кај граѓаните токму за постоење на македонски шоу бизнес? јас мислам дека ова беше неопходно да се направи, затоа што Македонија го заслужува тоа да има една ваква програма и се надевам дека и понатаму ќе успеете во тоа. Така, господине, ви благодариме на вашето јавување. Поздрав од каде и да се јавувате. Продолжите да не следите и да уживате во ова роденденско издание. Лидија, истото прашање. Колку ваква емисија ексклузив е мотив за пејачите да создаваат? Многу. Само да трае подолго. Да се надеваме И дека ќе секогаш трае давате, не една ако има 100 и материјал, една. Да, апсолутно и секогаш да постои жив бенд, значи да постојат, пошто згаснаа тие емисии, значи Тоа беше ова поентата на оваа емисија. многу фали, Така. ето точно така. Лидија, Меѓутоа не само на оваа роденденска емисија, да продолжи. да продолжи нормално. Така И ќе е. се обидеме како и до сега што работиме. Ќе ти се заблагодариме за момент, подоцна ќе те Повторно слушнеме ќе и се како видиме. пееш, а веќе на другата страна го имаме и Александар Тарабунов. Подготвен е да ни Тара, пее. Тара, добро вечер и на тебе, како си? Супер. Супер, со тебе исто така ќе разговараме подоцна, да те слушнеме како пееш. Ајде може. Нема да се вратам и нема да ти кажам, те молам, оди си. Лудо во време да трчам јас пред тебе, те молам, застани. Луда ли
обичам јас по тебе, те молам застани. Луда ли си или малку збуната, луд сум по тебе, не можам да заспијам. Луд сум по тебе, тотално луд по тебе. Луд сум по тебе, ај малку луд по тебе. Луда ли си или малку збуната, луд сум по тебе, не можам да заспијам. Луд сум по тебе, тотално луд по тебе. Луд сум по тебе, ај малку луд по тебе. Udali si ili malku zvuta, lud sum po tebe, ne možem da zaspijam. Lud sum po tebe, totalno lud po tebe. Lud sum po tebe, aj malku lud po tebe. Udali si ili malku zvuta, lud sum po tebe, ne možem da zaspijam. Lud sum po tebe, totalno lud po tebe. Lud sum po tebe, aj malku lud po tebe. Lud sum po tebe, aj malku lud po tebe. Солза за крај и ми велиш ова е крај. Не верувам дека ова е крај. Само срцето то го чува. Niti ne знаеш, но тоа ќе не пронајде. Само ти можеш да не спасиш нас. Само ти, никој друг. Паметам како ко деца мали седевме во ноќта пушнати. Повторно да би се родил јас, би те одбрал само тебе. Солза за крај и ми велиш ова е крај. Не верувам дека ова е крај. Само срцето то одлучува. Niti ne знаеш, но тоа ќе не пронајде. Само ти можеш да не спасиш нас. Само ти
честни изненади со вторава песна, не очекував, меѓутоа Кови да дојдеш голем тука аплауз. си многу расположен. Па да, ми владее некоја позитивна енергија уште од времето и Многу пати си дошол во да, ова од студио. времето, значи во ова студио и Томато продукција кога беше и не знам некако тука има убава енергија, таква е местото едноставно. Не си сам, ви одадеме почити на прекрасната, големата наша Виолета Томовска. Добри не дојде во ова специјално роденденско издание. Честитки за првата година од вашата работа. Брзо ни помина. Благодарам. Да, за Ни летна час. 365 Многу брзо помина. дена. Па и мене така брзо ми минува. Со вас, со младоста овде, што е, нели, на малите екрани. Така, каков склоп на генерации, Кристина, Да. помладо со повозрасно. Вие ја слушате музиката на Тарабунов? Си ја подпевнавте песната последна. Јас сум започнала со забавна музика. Така? Да. Значи, првата моја снимка за радио, за македонското радио, да речем, започна со песна на Димитар Масловски, Го љубам до немалите звезди, и сега да запеам малце. Може, слободно, нека биде тоа една честитка за нас. Го љубам како цветот роса в пролет, до сине мали сини звезди, до безкрај. Го љубам и в сните полни со здив и така. Вечно ќе живее, секоја чест. Секоја чест. А инаку слушам и забавно и народно све слушам. Колку вие гледате ексклузив извини Нина? Ништо? Редовно. Јас сум пензионер и имам време да гледам. Какви се вашите критики? Имате ли критики, пофалби за ексклузив? Па јас мислам секое време си носи нешто свое. Всушност, некој може да каже дека не му одговараат критиките, некој вика окей, дека така треба. И тука нема, мислам, што никој да ви замери. Тарабунов, некако се молиме, така да кажам, дека да биде присутен многу повеќе нели во македонскиот шоу бизнис. Како вие би му дале совет на ова поле? Него? Да. Него. Па пред него е животот. Он сега да има поприсутен. започната својата кариера. Така? И треба, мислам, да оди све напред и напред. Јас мислам дека сега вистинско Ајде. време, верувам дека има гледач, се уште се активни, Отворени така, линиите, отворени Нина, да. линиите, можете слободно да се јавувате. Ако имате прашања, честитки, ние сме тука, ве очекуваме. Па може некоја песна, зошто да да не, се распееме програма сите во живо. заедно. Виолета е расположена, тука и Тарабунов. Да видиме Дали имаме дали некако имаме на некој. линија? Ако немаме додека да ни се вклучи гледач, Тара често си присутен. Дали веќе имаме? Само момент, да видиме. Ало, добро вечер. Добро вечер. Кој ни се јавува? Николчевска Вазарци, голем поздрав за Виолета Томовска. И среќен роден ден, нека вие и многу години да бидете во етерот, македонскиот етер. Ви пожелувам. Ви благодариме. Колку време не следите? Од почетокот. Од самиот почеток до сега. Да, да. Каква оцена би ни дале? Многу ме интересира. Најубаво е само да имат и фудбал да се направи, да имат преноси на фудбал или не кошарка. Ке има и тоа, здравие Боже, за се сме отворени. Јас сакам една песна, верувам дека вие сакате да слушнете, молитва да ни ја испее Томовска. Одма. Може. Еве, поздрав. Ајде за нашите. За нашите овие генерации што поминали и сите идни генерации. Ајде да се распееме. Се кренам да се излишам како звезда јас да огрем химна да му запеам. Нека расте, о Боже, родот убав мој, златен дожд од мудрост долго нека пие, нека биде, о Боже, вечен родот мој, нека е што не сме ние. Нека расте, о Боже, родот убав мој, златен дожд од мудрост долго нека пие,
Ljubov angelska, plodno seme, jaz da posejam, da se rodi žito medeno, vino zrelo svedeno. Neka raste, o Bože, rodot tvoj, zlaten doš, od mudrost toliko neka pije, neka vide, o Bože, večer rodot tvoj, neka je što ne sme nije. Neka raste, o Bože, rodot tvoj, zlaten doš, od mudrost toliko neka pije, neka vide, o Bože, večer rodot tvoj, neka je što ne sme Секоја чест, Секоја чест. јас морав и да станам, бидејќи ова е навистина значаен момент, бидејќи со оваа песна се отвори телевизијата. Еден ТВ. Ни Ви благодариме направивте голема чест и И задоволство. посакувам на едните генерации да бидат посилни од нас и да успеете што повеќе во вашата работа. Така, одиме со краток джингл, се враќаме веднаш во студиото. По прекрасната песна која што ја имавме од господјата Виолета Томовска, ќе продолжиме со добра музика. Стефан, ти веќе ми се приклучи во ова специјално издание. Веќе ја најавивме прекрасната Лидија Кочовска, па одиме со нешто одлично. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón adorarte para mí fue religión. En tus besos se encontraba el calor que me pintaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como yo hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, porque Dios yo viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. En tus besos se encontraba el calor que me pintaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como yo hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida,
qué vida tan oscura, porque Dios yo viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me pintaba, el amor y la pasión. Оливија, одлично. Како што можете да видите, имаме интересни гости од нова бранша, односно спортот, а тоа е доказ дека Еден ТВ ги поддржува сите сфери на уметноста. Со нас е Даниел Аврамовски и Владица Бродаровски. Момци, како сте на вистина? Ние често сте во една ваква атмосфера. Како се чувствувате во вакво издание? Нема сега терен, нема копачки, нема фудбал. Малку ве вадиме од комфортна зона. Да. Прво, добро вечер. Поздрав до сите гледачи на вашата телевизија ТВ1. Најпрво да ви честитаме вашиот прв роден ден, од нас лично и од целиот клуб ФК Вардар. Ви благодариме. Ви благодариме. Мислам дека имаме гледач во моментов. Може. Вие сте тука, ќе поразговараме со вас, да слушнеме, па можеби нешто ќе ве прашат околу спортот. И така веќе зборуваа гледачите дека сакаат повеќе спорт, иако ние имаме авторска емисија за спорт, па некако тој дел го покриваме. Дали имаме некој на линија? Добро вечер. Добро вечер. Кој ни се јавува? Јас сум Сево Зафировски Хирошима. Господине, не ве слушнавме, малку намалете го телевизорот. Честител празник. Ви благодариме, нека ни е честит роденденот. Што најчесто гледате на Еден ТВ? Сака да ослове. Виолета Томовска, ако сака да ослове, треба у хата да влезе. Господине, стварно не ве разбираме, ако можете малку потивко и поспоро. Абе, ви го честитам празникот една година. Тоа го разбравме. Благодариме, да, честитката веќе ја разбравме, слушнавме. Виолета Томовска треба у хата да влезе да ослове. Виолета Томовска ќе ја слушнеме малку подоцна повторно. Ви се заблагодаруваме за јавувањето. Момци, малку со вас сега Еден ТВ се покажа како вистински поддржувач на спортот. Имаме емисија, впрочем, јас мислам дека сме единствените во Македонија што има спортска емисија. Колку тоа значи за вас спортистите? Па еве, ја Даниел? почнам. Секако дека значи многу за спортистите, посебно за нас кои се такмичиме во Македонската лига. Сегде во Европа и во светот има емисии од тој калибар, кај што даваат голема поддршка на сите фудбалери. Така се надевам дека овде ќе биде све почесто и почесто ќе се одржава таква емисија. Така. Моментално сте во екот на сезоната. Па какви се очекувањата? Вардар ќе освои титула годинава? Па добро, очекувањата на ФК Вардар сега година нормално се шампионски амбиции. Така. Ова година имавме голема промена во екипата, нови играчи, многу нови млади играчи и малце заостануваме од екипата на ФК Шкендија, но ќе се бориме до крај, до последниот меч. Се надеваме дека на крај на годината повторно ќе славиме титула, но ќе види. Така се надеваме. Како единствена дама сега малку надвор од спортот, момци. Колку вие сте подготвени да зборувате отворено за вашиот приватен живот, колку ексклузив го гледате? Како таков формат? Спортистите малку не сте баш расположени да ви чекаме во приватноста. Владица, јас сум оженет, така да... Добро, Владица. Голема поддршка ми е жената, секако, мојата фамилија. Гледате ли дома Еден ТВ? Гледаме. Ја не бев додуше тука 6 години, али сега сум тука и ветувам дека све почесто и почесто ги правам. Владица? Па добро, за приватните работи не сме биле до сега поканети на такви емисии, но би зборувале зашто да не бе моја најголема поддршка. Еве, сега ќе поддршка. те прашам, Владица, дали си ти соло? Имаш некој во животот? Да видиме колку не е проблем да се зборува отворено. Имам, моментално сум во врска со Ивана, која е моја поддршка. Година дена сме заедно. Малце неколку телевизија, значи исто време сте почнале? Да, па скоро во исто време, да. Славевте годишнина? Не. Се уште не? Добро, добро. Момци, ви благодариме и на вас за овој краток разговор. Со нас е денеска академци. Според мене можам да кажам дека Слободен е еден од најстарите и најдобрите музички бендови во Македонија.
не би биле и највозрастните, така, се извинувам. Вечерва ќе ни отпеат една стара македонска песна која моментално се уште е хит, Не каниме, која е направена од Орце Лазаров музика и Борче Нечовски текст. Дали може да ја слушнеме и гледачите да уживаат? Мирисаш пред мене, а вгради срце и не време. И не знам како ќе ми помогнеш, за да побегнам од тебе и од себе. Те слушам и не си верува, љубовта велиш не одбрала, а дали еднаш си ме прашала, дали љубам некого на дуњава. Не кани ме со очите, не барај таква љубов да премолчи ме. Ке заврне по душава, еј таква тажна песна не си слушнала. Ме боли тоа што немам збор, немам ни уста, ни одговор. И кажи небесна убавино, како да го прелажа јас срцево. Не слушам ништо, не разбирам, зар можам таков да бидам јас, да љубам кога срце не сака, ко да немам никого на дуњава. Не кани ме со очите, не барај таква љубов да премолчи ме. Ке заврне по душава, еј таква тажна песна не си слушнала.
Еден аплауз академци од нас. Навистина уживавме во одличната песна, се надевам дека и гледачите веќе уживаа во ова Не каниме. А кога сум кај гледачите, ајде да видиме дали имаме некого на линија за да си честитаме, за да си побараме дури и музичка желба, додека така сте распијани момците. Овие минути се посветени сега за вас. Токму на вас. Да вклучиме некој гледач, да слушнеме мислење, дали имаме некој веќе на линија. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Ме разгаливте со полк Евергринот, браво. Стварно уживав. Среќен ви првиот роден ден, ви посакувам да бидете успешни, долготрајни, како Виолета Томова и сакани. Среќно, со љубов до сите, а посебно Виолета, сестрите Лучко. Господјо, дали гледате РНТВ? Како не гледам? Дали ви се допаѓа нашата програма? Би се случила да не го гледам. Да ви кажам, имате преубави емисии. Ви благодариме. Преубави емисии во кои што уживам, сега ја како жена во години, нормално не сум за спортот и фудбалот и не ќе ни да дискутирам за тоа, ама за другите содржини, фантастични вести, фантастични емисии околу модата на жените, што не интересира. И мода и сите случувања ги имаме во права смисла кај вас. Ви благодариме. Дали може би имате некоја музичка желба која што би можеле да ви ја исполним и така веќе сме ве разгариле со музика? Па некоја желба. Не знам кој ви се гости, па да посакам. Наред е Виолета Томовска, но за неколку минути. Овие минути се посветени на вас, па Виолета Томовска. Виолета Томовска ја обожавам. Ја обожавам. Ете. Ќе ја видите за многу кратко. За навивам за неза. Ви благодарам, имајте пријатна вечер со програмата на 1 ТВ. Дали може би имаме уште некој на линија? Ало. Ало, добро вечер. Кој ни се јавува? Добро вечер. Добро вечер. Кој ни се јавува? Кој е на телефон? Шанка од Делчево. Како е во Делчево оваа вечер? Дали се забавувате со програмата на 1 ТВ? Да, секако, тоа е добро. Програмата ви е одлична. Сакам да ви го честитам роден денот. Благодариме. Благодариме. Многу сте професионални во секој поглед, во однесување, во облекување. Значи, се чувствувам како чекор во Европа со вас. Значи, толку сте добри. Барем лично за мене е така. Мојот впечаток е тоа. Така ви благодариме, навистина ни значат убавите зборови од нашите гледачи, впрочем и ние постоиме за вас. Дали може би имате некоја желба или честитка за 1 ТВ? Па би сакала да чујам Виолета Томовска, ако можно, значи песната Битола мој роден крај. Да. Се надевам дека ќе можеме да ви ја исполниме желбата, бидејќи токму госпоѓата Виолета Томовска е следна за да ни го разубави ова студио со песна. Ви благодариме на јавувањето. Виолета, навистина сте најбарана вечерва. Јас мислам сите се барани, сите ги почитуваат и драго ми е што ова вечер имав можност да чујам со своји уши, док сакаат да ме чујат поново. Дали ќе исполниме желбата на гледачката? Да, една строфа ќе испеам бидејќи јас сум битолчанка, нели? И ќе продолжам со друга песна со љубов голема да ги поздравам сите, не само во нашата земја, и во целиот свет, кај што се нашите македонци. Да уживаме. Ајде.
što сонцето рано изгрева. Таму росата цвеќе милува, кај што птицата љубов опеа. Солзи радосници срца топеа. Гледај прекрасно сино езеро, овде љубовта нема граници. Гледај ливада, цветна рамнина, овде бре песната е од давнина. За многу години македонци, каде и да сте, за многу години мој народе на Македонија. Со љубов сега да наздравиме, љубов голема, за вечна да и биде среќата на Македонија. Љубов голема, и непреболена. Љубов голема, за Македонија. Овде меракот срца изгоре, овде момите се залюбење, овде момите се залюбење. Момчи на времето не загубење. За многу години македонци, каде и да сте, за многу години мој народе на Македонија. Со љубов сега да наздравиме, љубов голема, за вечна да и биде среќата на Македонија. Љубов голема, и непреболена. Љубов за Македонија. Благодарам се срце, до година повесели. Така ќе биде, верувам, маестрално дело како при крај нели на нашето специјално роденденско издание, меѓутоа тука не застануваме.
Сега имаме нов гостин во нашето студио, Елена Петреска, добре ни дојде. Добре дојде. Добро ве Како си, најдов. добра? Супер се чувствувам тука секогаш и би сакала да ви го честитам роденденот, да ви посакам уште многу успеси. Мислам, омилена телевизија сте ми дефинитивно, визуелно и како сите емисии ви одат и општо, нели, целата програма и би посакувам. Меѓутоа, кај те подарокот, знаеш дека за роденден се носи подарок? Ќе ни испееш што за подарок, Нина. Ќе ни испееш што како за подарок. Секако да подарок еве, бидејќи така се поносталгични гледам слушателите, ќе отпееме на Evergreen позната песна. Така, ќе поставиме некое прашање, но гледачите со нетрпение очекуваат, знам. Верувам дека е така, да се јават во моментов кога веќе Елена Петреска имате тука со нас, може слободно да ја прашате нешто, да си посакате некоја песна. Да видиме што сакате да ни кажете. Имаме ли гледач? Некоја сугестија, критика или пофалба? Ало. Ало, добро вечер. Добро вечер. Како сте? Одлично. Се надевам и вие ве гледам дека сте добро расположени. Се јавува Фрањо Перич. И би сакал да ви го честитам роѓенденот на мој начин преку песмава. Која песна? Што ја напиша специјално за вас денеска. Да. И се вика прв роден ден на еден телевизија. Навистина ви благодариме многу, навистина не е огромна чест што ова ни го кажувате. Сега да ви ја прочитам ако ми дозволите. Уште еднаш, господине, не ве чувме. Ако ми дозволите да ви ја прочитам песната што ја напишав. Ајде да ве слушнеме накратко. Денес е убав, весел, великетен ден. Еден телевизија си го слави првиот роден ден. Уште безброј родендини да се дочекате, од убавини гердан да си нанижете. И преку ден, и преку ноќ, заеднички се и другаруваме, заеднички да победуваме. Греј, сонце, греј, пеј, славеју, пеј. Денес на еден телевизија и е happy birthday, happy birthday. Господине, вие го напишавте ова кога одеше емисијава или ви текна во моментот? За пред пола сат, додека одеше емисијава, го имам напишано. Навистина, според мен, ова е најубавиот момент што се случил во емисијава. Ви благодариме на ова искрена, дали е честитка, песна, поезија. Навистина, ова е, браво. мислам, најдобриот подарок кој што денеска го добивме по повод роденденот на 1ТВ. Ова ни е мотив и потик да работиме што повеќе. Верувам дека ќе направите и подлога, ќе има и музичка подлога, за да можеме да ја слушаме таа композиција. Мило ми е што ви се допадна и сакам да ви честитам и да имате поголеми успеси и поготово поздрав до Сашо и неговите музички мускетари кои се кај вас. Ви благодариме. Дали имате некакво прашање до Елена Петреска, која денеска ни е гостинка? Елена Петреска, ко музички етен уметник, ми се допаѓа лично таа ко појава, меѓутоа и нејзините песни се прекрасни. Благодарам. И посакувам успех и на сите други кои се таму кај вас во студиото. Ви благодариме многу што ни се јавивте, ќе оставиме простор и за другите гледачи. Верувам дека и ни кажуваат од Риша дека постојано вртат броевите, веќе ги имате од вашиот десен агол. Ве очекуваме со нетрпение да ни кажете некоја сугестија, критика или пофалба. Во меѓувреме ќе продолжиме со разговорот со Елена Петреска. Морам да споменам, Елена, ние бевме, навистина ти беше една од првите што соработуваше со нас со ексклузив, се покажавме како вистински помагатели на она што ти го твориш. Колку значи ексклузив па 1ТВ за тебе? Навистина многу. Имаме прекрасна соработка и се осеќа кога има нели убава енергија. Јас се осеќам од вас и се надевам и вие од мене и навистина ми е драго што секогаш сте тука да проследите се што работам. И еве сега прв пат за роденденов баш би најавила дека имаме и нов проект кој ќе се случува тука на 1ТВ, ново музичко талент шоу и баш ми е драго што ќе оди токму на оваа телевизија. Така, затоа о том потоа, нели, кога ќе имаме повеќе содржина и нели информации, ќе можеме да ги информираме и нашите гледачи за таа тема. Кај тебе што се случува во однос на македонскиот шоу бизнес? Колку ти прифаќаш да се експонирана на тоа поле? Па, во принцип, таква ни е работата. Значи, свесна сум дека ова е шоу бизнис и дека не следат и трачеви и убави работи. Ти имаше со една интересна тема кај нас во ексклузив, ако паметиш. Те провоцираше нашиот колега Зоран Василевски. Па добро, тоа е стилот на Зоки. Навистина не му се лутам долги години соработуваме и сам тоа е како еден дел од вашата жолта штампа, да кажам, во емисијата. Секако мора да има и такво нешто, нели гледачите сакаат да видат. Јас во секој случај не го сватив тоа воопшто сериозно. Мислам дека не ни треба така тоа да се свати, бидејќи се тоа е забава, беше позитивно, баш се смеев на таа емисија. Така, Елена,
Дали може да те слушнеме веќе да пееш? Секако може, ќе отпеаме една Evergreen песна, Еден бакнеш, познатата песна на Нина Спирова, бидејќи така тргна емисијата со носталгија. Можеме да слушнеме нешто. Ајде. Уживајте со Елена Петреска. Еден бакнеш, песни рои, еден поглед, безброј сни. Моите желби немаат број, што ме плени, љуби ме ти. Нова надеж, срце греј, штом ке стаиш очи две, твојот поглед ме плени, штом до плени, љуби ме ти. Нема тајни во мала среќа, да те љубам за тоа не се, и да постои ова мила нежна надеж за еден мал твој срамежлив бакнеш, еден бакнеш, песни рои, еден поглед, безброј сни. Моите желби немаат број, што ме плени, љуби ме ти. Нема тајни во мала среќа, да те љубам, зар тоа не се, и да постои ова мила нежна надеж за еден мал твој срамежлив бакнеш, песни рои, еден поглед, безброј сни. Моите желби немаат број, што ме плени, љуби ме ти. Што ме плени, те љубам ја. Роденденска прослава не може да биде прослава ако нема торта. Ова роденденска прослава ја завршуваме на ваков начин, заедно со уредникот, заедно со сите денешни гости. Ки сечеме некој парче уредниче. Така е. Како оди? Така е. Иде ги запалиме ли свеќите. свеќа? Односно, првата наша свекичка која што Дали може да чуеме успешни денови зад нас за една успешна година. Може да ја слушнеме? А свеќата за ки? Нема, тоа е свеќата.
Да ја духнеме свегичката. Што си посака? Замисли желба? Замислив да продолжиме во исто темпо, уште 100 посилно години. и да траеме уште многу години. Благодарам. Ајде се. Може, ајде. Нека ни е срекна. Нека е среќен првиот роден ден. И нека траат уште 100 и повеќе од 100. На вас ќе ви се заблагодариме за вашето внимание. Навистина ни беше чест што бевте со нас оваа вечер, што го така. прославивме првиот роден ден, но ова е само почеток на прославите што следуваат. Главната прослава е во понеделник по Македонската филхармонија со почеток од 20 часот и 30 минути. Навистина ќе биде за уживање тој спектакуларен Настан еден убав роден ден, еден убав прв јубилеј кој што зад нас веќе ставаме 365 дена исполнети со навистина различен формат на телевизија. Но, како што почнавме со музика, завршуваме со музика. Сега ќе ја слушнеме прекрасната песна на Нета Молика, чинам француска е. Да. Ајде, Ајде да забравиме така. Ви благодариме за вниманието. Останете со еден прва. Ајде стигнеме ние. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Que si tout s'appelasse, les amours s'y passent. Il faut que tu saches, je recherche ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres sous des heures, je cherche ton âme, dans les froids, dans les flammes, je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore. Les bras commençaient à dire me toucher. Quand les points te donner, moi je sais pas jouer. On me dit qu'aujourd'hui, on me dit que les sons de fantaisie, je n'en suis pas les sons, non, 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 non. Avant que l'on s'attache, avant que l'on se gâche, je veux que tu saches, je cherche ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres sous des heures, je veux chercher ton âme, dans les froids, dans les flammes, je te jetterai des sorts, pour que tu m'aimes encore, je trouverai des langages, pour chanter des louanges, je ferai nos bagages, pour la fini bandage, les bruits, les magies, des mahaboudahi, je dirai seulement pour que tu m'aimes encore. Je me battrai pour que tu me retiennes, je me ferai nouvelle pour que le cours reprenne, je reviendrai seul et de tant de plaisir quand je serai. Change rien pour que tu m'aimes encore, tu m'aimes encore, pour que tu m'aimes encore, tu m'aimes encore, pour que tu m'aimes encore, pour que tu m'aimes. Tu m'aimes encore, encore.
tu m'aimes encore.